Се враќаме назад во студиото на Ексклузив. Јас и Стефан денеска сме многу срекни бидејќи во нашето студио, како што најавив, ми имаме гости. Токму така, но како што можете да видите со нас е само Слаткар, Кун и Тони од Два Бона ги нема. Празни столици. Не ги нема. Кун и Тони се враќаат од Белград. Вчера беа снимаа спот, беа дел од многу голем проект и луѓето возат со 200 на саат, сега ми се јавија и ми кажаа дека се А колку време ќе ги чекаме сега? Па мислам дека за едно 50 Слаткар за 15 минути Ким ќе заврши задзвона емисијата. до мене телефонот, Ај, Ким види, задзвона додека ајде. вие Ким разговарате, да. Ај, види, нема. Да. Сега јас А Ким што се случува задзвонам. во Белград? Еве ги бе. Еве ги. Ајде, добри ден. Како е ова кафе? Добре, ајде повелете. Ајде, повели. Екипа и джипа. Па не може да не ве вклопиме сите заедно. Како е ова каснење? Што се случува во Белград? Ајде да ни кажете веднаш. Обично никад не касне. И јас го знам тоа, затоа ми падна многу чудно. здраво оправдување и треба да ви го Да го чуеме? одма настап. Работа. Снимавме спот во Посао. Посао? Да, многу убави ствари се дешаваат. Имавме одлично искуство, одлична соработка и едва и чекаме да видиме што ќе се Со деси. кого? Елена Китич. Елена Китич, керката на Миле Китич. На Миле. Така. Нема Циле Миле више. Нема веќе. Така, Одиме само сериозно. кога последен пат бевте вие тука Два Бона, најавивте дека имате нов сингл со Слаткар, ќе се вика Диаманти и ќе стане хит. 2 недели помина, а веќе има над милион. Изложува ли кажеш? Па, јас мислам дека не има. Предвидов, ја реков за 11 дена, милиона или за 12. За 12 беше. Слаткар, се очекувавте ли вакво нешто? Да, види, човек посебно сам уметник што и да прави гледа да тој негов производ добие максимум публикум и максимален број на луѓе што ќе го чујат и што ќе го видат тоа. Мислам дека слушаат многу луѓе од Србија, Бугарија, албанци слушаат многу и мислам дека имаме стварно музика што е за сите, а главниот бран се они. Токму така. Момците од Турбан Јас Рекорд. баш веќе спомена нели од балканските звезди, вчера видов Джала брат постираше моет. Колку тоа значи за вас? Да, видов, мене стигнаа многу, дека нели имаме публика што не прати нонстоп и цел Инстаграм беше со тоа, како Така. Джавале слушаше едно друго. Ни Мислам, пријано. тоа е одлична мотивација, они се ипак големи артисти тамо многу, нема збор тука и фала, мило ми е што е Така. така. Ти на што ќе кажеш Јас вака? сакам да кажам дека одлично најпрво изгледате, свежо, покрај цела оваа работа. Слаткар, мислам дека нели го прави целиот финиш околу песната Диаманти. Може ли само да ми станете да ве видиме бидејќи навистина изгледате како диаманти? Убаво сте облечени. Ова е добро. Како се позиционира, како се Браво, слика? ние, браво. Како се Да слика? видиме. Така се сликате? Генг. Како што го живееш така? Така. Добро. Нешто сакам Нешто јас да ве прашам. подготвивме, да. Диаманти, нели? Но веќе на македонската естрада веќе има една песна Диамант. За да не промашам, Панчо пред неколку часа објави еден пост. Дали може да го видиме од режија? Моментално еве го постот и тој вели дека неговите прегледи се органски. Јас тоа лично го разбирам дека вашите прегледи се фейк. Што ќе кажете вие на ова? Тоа е Слаткар голем сакам да го- удар. да Тоа е го слушам. голем удар. Го спрема говора. Не, тоа уопште голем удар. Тоа е очаен удар, види. Целиот проблем е тоа што ја кога бев прошли пат овде нема за што зборам и ме рече да те зборев за него. Углавно видим, ја немам ништо против него. Само ми е многу криво што тие 100 евра што ги зима од настап ги заслужува некое дете што стварно го бива. Стварно е добро, стварно е честно. Велиш дека не Стварно го знае бива? да цена. Кој? Панчо. Па не знаме, брати, дали си глув или да се правиме сега глуви. Знаеш, а јас се правам многу години глув, више ми е преку глава да сум глув. Знаеш, и излагаат деца што стварно се мокни, стварно се јаки, стварно имаат нешто. Знаеш, и сега човекот е тамо негде, работи само на заебување на све друго, е таков кој што бил пред 20 години, ништо не сменил и пак е некако влага, лиже, пуши, зима пари, чекај, мекај.
тоа мора да се смени. Знаеш, он е класичен пример за човек вработен у администрација со врски. Ова се тешки зборови. Ма не се тешки, тоа е факат. Тоа е факат. Он не знае ни да рапува, ни да пее. Кога последен пат сте се виделе вие двајца? Па, не знам. Задниот пат ми беше на свадба. Да? На која? Да. Не, види, стварно немам ништо против човекот, само мислам дека премногу е обседнат. Премногу е обседнат, а сите овие ствари стигаат. Некако ќе стигне, некој ќе ми пише. Значи, и од старт бев стварно напнат, ама после тоа сваќам дека еве сега баш некој ми прати дека неговата песна почнала да се гледа ради нашава песна и он вика Тоа го фала. напише и Панчо, да. И он вика фала. И сега ја, ако стварно нашата песна му направила вјус, не ми е многу криво, па што ја стварно не би сакал да поддржам артист што има таков скил. Може ли на момент да те прекинем од режија да ја погледнеме втората слика? Ова ти го објави пред недела и пол. Дали ова беше наменето кон него? Па мислам дека не. Не? Не знам. Еве кажете, што Прашувам. мислиш? Прашувам. Ја Јас мислам стварно дека не знам. не ми се Широката маса може да свати уопште на ништо друго. Тоа џуџе е само метафора за мал човек, ама мал подуша човек. И знаеш, луѓето мислат дека е за тоа. Ја имам многу душмани, не ми е он единствен душман, само целиот проблем ми е тоа дека кога трчаме напред, имаме некое дете што стои од страна и фрла со камења, знаеш. Тоа секој го тоа има, да. И сега мислам, ја не можам да му се љутам него, ама само можам да се заложам да децата што имаат стварно талент, го земат и го превземат неговото место. Не дека он сега нешто е па у години, па едноставно не го бива. Тоа е факт. Сега ако ми кажеш ти дека не е така, ти си само дипломат и мораш да си финов. Него не го бива. Он све што има направено, врз базана, братче те молам, дај куруста, лижи овде, пуши тамо. И тоа е тоа. Добро. Знаеш, и он сега Добро. пробува да излезе и да каже, еве, ја играм у таа лига. Не играш ти у таа лига. Ти си некоја друга лига што гледа од трибина и пцуе, фрла со камења. Така, Слаткар, меѓутоа како вие се сноѓате со вакви предизвици од еве вашите колеги на естрадата? Тони, се встрви кога се споменува. Не, уште немаме некои такви предизвици како што викате вие. Све ни е кул, си работиме, си го гледаме нашиот пат и не ни интересира никој што Добро, збори јас сметам дека треба да го тргнеме настрана Панчо, еве јас Не повторно... треба, јас сметам дека него треба да го тргнеме настрана од све. Пошто прво и основно не, знаеш, кога играш ти некаква игра, бараш да играш со некој што знае да игра и што е фер играч. Не знае да игра, ните фер играч. И тие луѓе мора да исчезнат, за ако сакаме овие нови деца што доаѓаат, да имаат слободен пут, без завидливи гадни луѓе. И тоа е тоа. Сакам повторно ќе кажам да ја смениме темата. Повторно ќе ве прашам околу Елена Китич, затоа што јас лично сметам дека тоа за вас како два бона, како урбан рекорд, како сакате наречете, кој е огромен момент. Како дојде до соработката? Кој ве спои? Моментот прв сакам да ни го кажете. Па не знам од какви околности Елена некако дознала за нас, не чула. И она све најкултурно, најпрофесионално не исконтактира, се видовме, направивме кул моабет. Мислам, она е тежок професионалец, образован на светот, немам збор. Елена ќе биде новата треп куин у Србија, јас се кладам. Многу е фино. Има потенцијал за тоа, права звезда е и Кога можеме да најпрофесионално очекуваме ве песната? При тоа нели го снимавте Па сега не видеозаписот? кажуваме точно еве да речеме почетокот на април. Од И први до повторно во пети. ексклузив ветувате дека ќе биде хит. Тоа говориме. 100%. И пак ќе ви доеме. Добро, па нормално како и да не. Така е. Со Елена да не Со Елена? Елена. Може. Слаткар, баш пред некој ден ти го гледав концертот Метрополис со пука козметика, со желе, навистина се потсетив на многу убави моменти. Дали сметаш дека повторно од тебе можеме да очекуваме такво нешто, еве во склоп сега со овие нови дечки? Види, оваа нова музика и овие нови момци,
влеваат многу голема надеж у тоа дека не е ова крајот, знаеш. Пошто више после 10 години работа ти стануваш малтене се претвараш у машина и не мислиш на тоа колку ќе се дигаш дале, знаеш. Пошто се фураш дека нема дале. Ја проднајдов пред неколку години кога ми се отвори ко пазар Бугарија. Сега гледам дека овие момци ги сакаат многу Србија, Босна, Хрватска, Цел Балкан. Значи ние сме држава што е уствари у центар на сите тие држави, знаеш. За некој Грк ако утре сака да соработува со Србин, треба да пројде низ нас, знаеш. И ја мислам дека тек сега доаѓа одна време кај што самата наша музичка индустрија ќе бара други излези, а тие излези ќе се Софија, Београд, Атина, Солун, Приштина, Тирана и слично. Слаткар, многу од младите генерации, не само тие, ви и јас можам да кажам слободно дека израснав со твоите песни и многу Висока се гледам. Високо, гледам да јас. И сакам да те прашам, кога ќе се случи еве се нов концерт? Да се и два бона и некои други дечки да најдеш на... Па не, видиш, ја мислам дека до крајот на годинава ја сум имал многу концерти, посебно ако правиме муабет за овде. Со Скопје ја мислам дека сега оваа година највише се чекаат два бона, дека оваа година два бона ќе се баш тој нов бранш што ќе донесе скроз нова енергија и нова сила. Ние концертуваме 30 пати до 50 пати годишно, само Скопје некако не го работи мич, пошто требаат многу пари. Многу пари треба за сала, многу пари треба за звук, многу пари треба за тоа све. И ради тоа сме најнеактивни овде, али мислам дека годинава следат многу фини, убави ствари. Мислам дека ќе имаме чист пот, дека ќе падне цела прашина од околу нас, ќе се тргнат штетните елементи и ќе може да се ствара баш балканска, ако не и европска сцена. Ексклузив ќе биде тука, ќе го следи Многу тоа. нормално. Бидејќи го споделивте моето стори денеска, верувам дека знаете дека објавив дека фановите да поставуваат прашања, а вие треба да одговорите 5 од нив. Па јас и Нина ги одвоивме најинтересните. Тука имаме 5, па ќе одиме спонтано кој како ќе одговара. Може јас првото? Ајде, може. То не ти. Ајде. Најброј тројца пејачи од најлош до најдобар од македонската естрада, ова го прашува Викса. Значи Добро. од најлош до најдобар тројца. Добро. Па и некој предложи ми, не знам сега баха. Ти да ми Од тебе одговори. Па имам Очекуваат. 3 да си бирам кој. Не. Три најлоши, три најдобри, така? Не. Од најлош Од до најлош до најдобар најдобар. тројца. Најлош, среден Ти и си, најлош. да, ти си Кој што бираш. знам, бре. Најдобри? Најлош прво, Ја, тоа Сега од него. значи Сите најлош некако среден, бегаат од најдобар. Не знам, еве Кунки си го ставам number 1. Добро, Тоа е брат, ова е екипа. Да. добро, втор. Многу тежок Ајде, предизвик. втор. Ако Ајде, не можам да фолк кажам, треба сцената нешто да да нема направам. некој што Реално не... сега, знам дека знаеш сега. Ајде, мораш. Од фолк сцената Време сигурно проаѓа. некој да нема. Време Па не тик-так. знам, не Секунд, бака сам се изгубив, не ми текна. 30 евра. Добро. Само Без. последен Чекај, го ајде. дијамантот. Еве, можеш најлош да не издвоиш или и тоа е тешко? Најлош. Најлош. Тоа му е проблем уствари него. Па да, тоа ми е Ова за проблем. Ја обеште можам да со кажам топ втор, екстра, Може трет, може да четврт. Слаткар да го прашам. Добро, одиме на втора. Ајде, ајде. одиме на втора. Што вика второто? Вели второто вака. Најброј 3 колешки, Слаткар, за тебе ова прашање, од естрадата со кои не би сакал да снимиш заедничка песна. Па не знам со кој не би сакал. Па ја не знам со кој би сакал. Така да мислам дека Сите. е доволно. Со никој од Па не знам. страдата колешки. Не, види, има изузетно овакво Не ти добри одговарат пејачки. или не се... Не, никад не сум снимал. Не знам дали сте ме чуле дека имам песна со никого. Едноставно не можам да се најдам. Не тоа дека не се добри, тоа дека сум комплициран ја многу, знаеш. Влагам у филмови, у парничи, се, вака ќе правиме, така ќе правиме. Тоа е премногу
комплицирано за еден изведувач, не автор, знаеш. А проблемот кај нашите женски и општо изведувачи е тоа дека не се автори, знаеш. Кој имаш автор, можеш да се најдеш многу лесно, многу брзо и заедно да седнете и да створите магија. Така. Кун. Многу тешко Бра, прашање. знам дека мене ми ги Многу мислиш. тешко. Јас тебе тука Твое те масло, бе. тука. Која е најглупата песна на Слаткар? Ајде. Јас мислам ова е доволно. 3 ќе ги избереме Нина. Ајде. Најглупата Не, песна. Кјувес баш ми се свига, има поента, многу вистини Да, има. он ја и од осеќа срце, Кјувес. Ја, осеќа. Ја осеќа QS. Ау, што ми кажа сега. Ајде. Не знам сите песни сум му ги сакал. Ајде. Ајде, многу се надував нека биде, ајде. Многу се надува. Надува, да, изузетно лоша песна. Беше надуван кога ја Не, пишуваш. не знам шо пеам таму. Имам 2 збора пишани, 2 збора фристайл, влага некој соба, тропа врата остаено, та си тече се. Јас стварно не ја знам песна, дека ја слушам, не ја знам. Таа 2009 е кога стара песна. Многу е, 2008 мислам може да е. 2008, 2007. Изузетно лоша Баш ќе- песна. Ако немате што да правите, чујте. Момци, вас двајца сега нешто многу убаво сакам да ве прашам. Значи, Ајде. почнавте на Балканот. Украдовте дијаманти. Па прославивте со милиони со моет. Сега сакате со Елена Китич, пази со ќерката на Миле Китич, да пребегате во Колумбија. Добро го Ајде сега склонила. да ми одговорите на ова прашање. Насловите има нешто до нив или стварно планирате некој план? Па сега може да се вратиме на тоа кај што Панчо пишал дека имаме фейк фьюз, ова е доказ дека све природно иде. Гледаш и причата колку природно си ја врзал. Така? Колку све е точно и тајмингот и све. Слејано. Све си е тачно. Панчо, сори брат, ама не си управо. А зошто да, дали сте вие нормални? Вие мислите дека стварно можеме ние да купиме вјус? Јас никогаш не би го кажал тоа. Значи, Јас сум ние сведок, имаме јас 100 сум милиони сведок кога views. имавте Ако по мислите 10.000, сега кога имате милион. Јас сум сведок дека Панчо не е во право, јас го делам истото мислење. Тоа е тоа. Проблемот е лично. тоа, знаеш, што на човек која гледа и не може да си објасни, пошто никад не бил ни блиско до тоа и мисли дека е невозможно тоа. И стварно е невозможно и ако сакаш и ти, можеш да си купиш. Така. Друг начин немаш. Многу едноставно. На крајот на нашиот разговор јас само би ве прашала што е следно. Ајде сега, дали има некаков Следно, Нова да кажам, песна. од Вавона, ајде. Ајде. Следно од Вавона е спремаме една песна се вика Бела ноќ, што е можно да искочи до недела. значи Зависи многу до Сега, Гордана да. кога го измонтира, да. Па наредно иде со Елена Китич и уште многу други, или за овие два сме сигурни дека ќе искочат сега за брзо време. одлично. Слаткар, сакам, извини да те Ја прашам. морам да кажам што Ајде, имам многу ајде. исто. Не, прашај ти, па ја ќе ти кажам. Сакам да те прашам, со 2 бона направивте хит. Дали со Још Таско? еден хитич, Миле Китич. Дали? Наредниот сингл ми се вика Марадона и ми гостува Таско. Ете Се го. чувствувавме. Еве ти Па се. од мене, одлично. Ништо вам се ќе ви се заблагодариме сега за вашето гостување, навистина со вас секогаш е пријатно. Ексклузив ќе биде понатаму тука за вас, да ги следи вашите успеси. Нека следи успеси и нека не следи Нека многу, слуша многу македонска што музика. Пишува некој на Facebook или Instagram. Во ред. Но ексклузив и за тие работи е тука. Јасно, да, види, јасно е тоа све, само мислам дека еве сега ми е криво на крај дека многу зборевме за него. Знаеш. Добро, ќе Да е оставиме. жив и здрав, да, ево жив. уште една реклама. Ајде, расти. Така, останете Следува, да. вие со програмата на Еден телевизија, Сергеј Верошлија е наред, а утре ни се гости Стефонатор и Джипи, така да следете не повторно во утрешното петочко издание. Чао!